Благодарим председателя. Се соочуваме со економска криза, имаме најаве за приватизација на студентските домови, истата тенденција и на локално ниво ја гледаме, и со тоа јас би сакал да назначим дека со децении наназад приватизацијата беше дел од секојдневната практика на економско-собственичката политика, но сега таа треба да подвргне на суштинска анализа и критика, која ќе покаже дека ветувањата на неолибералната приватизациона политика, изразена преку термините за дебирократизација, пораст на ефикасноста, заштита на трошоците, намалување на цените, децентрализација или дури демократизација не беа исполнети. Наместо тоа, сега има мноштво од проблематични последици, како например дедемократизација или растечка нееднаквост меѓу луѓето. Продажбата на имот кој што моментално е во собственост на општина Кавадарци, јас верувам дека не носи кон дедемократизација, поради тоа што народот не одлучува, немаше референдум за да се одлучи по ова прашање, и растечката нееднаквост меѓу луѓето, заради тоа што знаеме дека станува збор за централно градско подрачје, таму би се изградиле стамбени единици кои што би се продавале по огромна сума на пари. Моментално, како што кажав, сме во светска економска криза и ако се подсетиме на светската економска криза во 2008-2009 година, знаеме дека таа ја демистифицира оваа политика каде политика која е енормно потенцијална за создавање кризи. Значи, секоја приватизација понатаму и оттуѓување на јавен имот понатаму води кон уште создавање кризи. Како и да е, ако алтернативите на ваквата политика се проблем, тогаш следствено неизвестноста станува последица. Какви концепти треба да се употребат за да се прифатат овие алтернативи? Бидејќи ако ние не успееме да изградиме ефективен контраконцепт на приватното и на приватизацијата, и исто така ако не креираме концептуален политички интрапункт за идентификација на реториката и политиката на приватното, опозиција на приватизацијската политика ќе биде прилично скудна, без визија и без моќ за политичко убедување и мобилизација. Тоа е особено потребно за да се развие прецизна концепција за тоа како би се оформила реалноста во однос на концепцијата која би можела да представи конкретни политички промени во институционалниот и регулаторниот економски поредок и кој што ќе представува реални и различни алтернативи во светот на приватното, кој некако стана се поприсутен во последните 3 децении.